Почитувани ученици, добре дојдовте на видео лекцијата по наставниот предмет информатика за 7 одделение со наслов Константи и променливи во Python вежби. Целите кои е потребно да се постигнат со оваа наставна содржина се следните. Учениците да го утврдат начинот на креирање и користење на константи и променливи во програмскиот јазик Python и да се оспособат за креирање на програми во програмскиот јазик Python кои содржат константи и променливи. Очекуваниот исход од истата е учениците да можат самостојно да креираат програми во програмскиот јазик Python кои содржат константи и променливи. На почетокот ќе ве замолам да го активирате програмскиот јазик Python и да се подготвите за работа. Во текот на предавањето, доколку имате потреба, стопирајте го видеото за да ги направите зададените вежби во Python, а потоа продолжите со следење на видео лекцијата. Да се потсетиме, што се тоа константи, а што променливи. Со програмите изработени во некој програмски јазик, а со тоа и во Python, се обработуваат податоци и тие представуваат величини кои можат да бидат променливи, величини кои ја менуваат својата вредност, и константи, величини кои не ја менуваат својата вредност во програмата во која се зададени. Променлива во Python е место, односно мемориска локација, каде што се сместува вредност која подоцна може да се користи во програмата. Резервираното место во меморијата има своја адреса која е сложена за памтење, па затоа на променливите им се доделуваат символички имиња. Секој програмски јазик има своји правила за доделување имиња на променливи. Во програмскиот јазик Python правила за доделување име на променливи се: може да содржат броеви, големи и мали букви од англиската абецеда и долна црта, не смеат да почнуваат со број и Python разликува големи и мали букви, затоа треба внимателно да се избираат имењата на променливите. Типот на променливата е одреден со типот на податокот кој во неа може да се зачува. Да се потсетиме на типовите на податоци: integer, целоброен тип на податок, односно цели броеви; float, реален тип на податок, односно децимални броеви; bool, логички тип на податок, кој може да има само две вредности, точно или неточно, односно единица или нула; и string, знаковен тип на податок. Input е наредба за внесување на произволна вредност внесена преку тастатура, и во овој пример разгледано со променлива А и целоброен тип на податок ќе внесеме еден произволен број преку тастатура. Да го погледнеме тоа и по самиот програмски јазик Python. Еве ја наредбата во Python, да ја активираме. Внесуваме произволен број преку тастатура. Во програмскиот јазик Python, ако пред наредбата input се изостави ознаката за тип на податок, Python секој внес со наредбата input го интерпретира како низа од знаци. Односно, ако во променливата B не го наведеме типот, само напишеме наредба input, и во променливата B внесеме податок, кој, како што кажавме, Python го третира како низа од знаци. Ако сега се обидеме над внесените променливи А и Б,
да применеме некоја аритметичка операција, пример C е еднакво на A плюс B, со стартувањето ќе забележиме дека Python ќе ни даде информација дека не е можно да се вршат аритметички операции над различен тип на податок, односно во овој случај променливата А од тип integer, цел број, и променливата B кој го третира како низа од знаци, односно тип string. Аритметички оператори кои се користат за извршување на одредени аритметички операции врз константи и променливи се следниве: за собирање плюс, за одземање минус, множење звездичка, за делење коса црта, за остаток при делење процент, за степен 2 звездички и за цел дел при делењето, односно кога количникот е децимален број, се користи операторот 2 коси црти. Бидејќи сме на почетокот на изучување на програмскиот јазик Python, ќе разгледаме едноставни примери, а потоа, кога ќе ги проширите своите знаења со изучување на нови наредби, ќе можете да изработувате и посложени програми во програмскиот јазик Python. Да го разгледаме сега примерокот со кој една програма пресметува израз z е еднакво на a на квадрат минус b по c врз 4 за влезни променливи a, b и c и резултатот го прикажува на екран во даден облик. Пишувањето на програми во програмски јазик може да биде тежок процес доколку не се следи точно одредена низа од правила и упатства, а тоа значи дека претходно е потребно да се разработи добар алгоритам. За конкретниот пример, алгоритмот би изгледал вака. Чекор 1 внеси целобројни вредности за А, Б и С, чекор 2 пресметај го зададениот израз и чекор 3 прикажи ја вредноста на изразот на екран. Во програмскиот јазик Python, секој од овие чекори, преведени во наредби од Python, изгледа вака. Ако се изостави последната наредба за приказ на екран, тоа е наредбата print, компјутерот ќе ја пресмета вредноста на z, меѓутоа нема да биде видлива за корисникот. Односно, мораме задолжително да ја користиме наредбата print за да се прикаже пресметаниот резултат за променливата z на екран. За да биде приказот на екран појасен за корисникот, најдобро е да се допише, како во овој пример, резултатот од пресметаниот израз е, значи да се напише соодветен текст, а потоа со запирка да се прикаже и вредноста на променливата z. Да ја стартуваме оваа програма со избирање на Run модул или со функцијскиот тастер F5 и да зададеме произволни вредности за истата. Пример, за променливата А нека биде тоа бројот 8, за променливата Б 6, за С 3 и се добива соодветна вредност за С, односно се добива вредност за изразот Z, кој во овој случај изнесува 13,6. Да разгледаме и други задачи за вежбање. Направете програма која пресметува плоштина и периметар на правоаголник со произволни страни А и Б. Резултатот да се прикаже на екран во зададениот облик. Алгоритмот во овој пример би изгледал така. Чекор 1 внеси целобројна вредност за должината на правоаголникот. Чекор 2 внеси целобројна вредност за ширината на правоаголникот. Чекор 3
пресмете ја вредноста на плоштината со изразот P еднакво на А по Б. Чекор 4, пресмете ја вредноста на периметарот со изразот L еднакво на 2 пати по А плюс 2 пати по Б. И во чекорите 5 и чекор 6 прикажи ја вредноста на плоштината односно на периметарот. Во програмскиот јазик Python, секој од овие 6 чекори запишан со наредба во Python изгледа вака. Да ја воочиме разликата помеѓу последните две наредби за приказ на екран print. Последната наредба се разликува со приказот со скратено запишување, меѓутоа за да биде појасна за корисникот, ќе дополниме, пример, периметарот на правоаголникот со страни А, во која е внесена должината на правоаголникот, сврзникот И, страната Б, изнесува и потоа можеме да ја стартуваме оваа програма со функцијскиот тастер F5 и да внесеме соодветни вредности за должината 10, пример, за ширината 6 и добиваме резултат со овие тест примери дека пресметаната плоштина на правоаголникот со страни 10 и 6 изнесува 60, а периметарот изнесува 32. Да разгледаме и друга задача. Направете програма која пресметува плоштина на круг со произволен диаметар D. Во овој случај вредноста на π да се внесе како константа и резултатот да се прикаже во дадениот облик. Алгоритмот за оваа програма е следниот. Чекор 1 постави константа π со вредност 3,14, внеси целобројна вредност за диаметарот, пресмете го радиусот како половина од диаметарот, пресмете ја вредноста на плоштината со изразот P еднакво на π по R на квадрат и во чекор 5 прикаже вредноста на плоштината P. Во програмскиот јазик Python, преведена секоја од овие чекори во наредба во Python изгледа вака. Забележувате дека на почетокот во константата π е сместена нејзината вредност 3,14, се внесува диаметарот на кружницата и се пресметува зададената плоштина и се прикажува на екран. Да стартуваме со функцијскиот тастер F5 и да внесеме вредност за диаметарот. Пример, внесуваме 10 и добиваме дека диаметарот со внесен диаметар на кружница со вредност 10, плоштината на кругот со радиус R 5,0 изнесува 78,5. За оние кои сакаат да вежбат повеќе и да научат подобро, еве две дополнителни задачи. Задача 1. Направи програма која пресметува аритметичка средина на 3 произволни вредност броја од тип float, односно од реален тип, и резултатот да се прикаже во зададениот облик. Во вториот приказ на екран, претходно потребно е да го пресметате целиот дел од резултатот за аритметичката средина кој изнесува кој е децимален број и морате претходно да го искористите операторот за одделување цел дел од децималниот број. И задача 2, задача од секојдневниот живот, направи програма со која можеш да ги планираш твоите роденденски трошоци. Можете да користите променливи, пример, за единечна цена за пијалок, за единечна цена за сендвич и така натаму, и константи, тоа би бил бројот на поканети другарчиња. Резултатот да се прикаже на екран во следниот облик. Се надевам дека се стекнавте со нови знаења и понатаму можете самостојно
успешно да изработувате програми во програмскиот јазик Python со константи и променливи. Искрено се надевам дека ви се допадна начинот на онлайн предавање. До некоја наредна прилика ви благодарам за вниманието и довидување.